Почитувани граѓани, додека граѓаните плаќаат и до 50% поскапа струја, а фирмите имаат сметки и до 4 пати повисоки во однос на лани, АД Елем продава струја по двојно пониска цена од берзанската на трговци, кои потоа ја продаваат по берзанска цена и прават огромни профити на сметка на народот. Имено, во периодот од 30 август до 6 септември, АД Елем распишува оглас за продажба на ноќни вишоци на струја во вкупна количина од 2000 мегават часови. Во истиот период, албанската државна енергетска компанија КЕШ исто така распишува оглас за набавка на струја за период од 29 август до 4 септември, по сличен профил како тој на АД Елем од 2100 мегават часови. Фирмата која што се јавува како купувач на струја од АД Елем е AT&T Energy, собственост на Enertrade Албанија, Артур Мицкај, човек од партијата на Еди Рама. Имено, оваа фирма ја купува струјата по цена од 337 евра по мегават час од АД Елем, а ја продава по цена од 525 евра за мегават час на албанската државна енергетска компанија КЕШ. Разликата во цена, односно заработката што ја прави оваа фирма само од оваа сделка од 6 дена, изнесува 10 милиони и 800 илјади денари. Струјата од 337 евра по мегават час можела да биде продадена на домашното стопанство, кое сега плаќа и повеќе од 2 пати по висока цена, или да биде продадена поскапо, а не двојно пониско од берзата. Манипулативни се изјавите на челниците од власта, кои тврдат дека струјата во ноќните часови е двојно поевтина од таа во часовите во текот на денот. Ако е така, зошто тогаш албанската КЕШ ја купила истата струја од трговци по цена од 525 евра за мегават час? Заработката која трговецот ја ставил е 60% и тоа во услови на криза. Доколку дуото Ковачевски не ја водеше енергетиката и не ја водеше државата, овие пари ќе завршаа кај граѓаните или во АД Елем, но сега завршуваат на сметки на приватни трговци. Почитувани граѓани, односот на дуото Ковачевски со енергетскиот сектор во ек на криза покажува дека не има важно државата, ниту граѓаните, спремни се народот да тоне во сиромаштија, а тие да обезбедуваат дебели профити за приватни джебови. Ако сега се однесуваат вака, како ќе се однесуваат во екот на зимата, кога цените на струјата се очекува да рушат нови рекорди? Кој е планот на дуото Ковачевски и како Македонија ќе ја преброди зимата? Да беа барем малку одговорни, одамна ќе си поднесеа оставка. Ви благодарам. Дозволете ми сега да прочитам прашање кое што стигна до прес-центарот на ВМРО-ДПМН. Ваш коментар за тоа какви одлуки се очекува да донесе извршниот комитет вечерва, на кој начин би се дошло до референдумот. Денес ВМРО-ДПМН доцна попладне закажа седница на извршниот комитет каде ќе се носи одлука во однос на предлогот за референдумското изјаснување и ќе се однесува во однос на пакетот услови кои стана дел од преговарачката рамка, а при тоа истиот ги отсликува и бугарските максималистички барања. Председателот Мицкоски отвори процес на широки консултации, беа консултирани внатрешните органи на партијата, повеќе професори и експерти по уставно право, како и широки консултации со академската јавност и коалиционите партнери, за што доби поддршка за самата иницијатива. Она што за ВМРО-ДПМН е пречка е членот 5 од преговарачката рамка, кој истиот се потпира на протоколот, кој пак ги содржи сите спорни делови од договорот за добрососедство, пријателство и соработка помеѓу Бугарија и Македонија, а истиот тој договор беше склучен од страна на Заев и Борисов во 2017 година. Од тука, изворот и коренот на проблемите се наоѓа токму во овој договор, кој поставува фундамент на бугарските позиции, од кои подоцна произлегуваат и преговарачката рамка и членот 5. ВМРО-ДПМН мораме да потенцираме дека не ги спори и ги поддржува аспирациите за интегрирање на Македонија во Европската Унија, но она што е неприфатливо за бугарските барања, тоа е промената на историјата, идентитетот, јазикот и културата. Токму затоа, размислувањата во ВМРО-ДПМН, а за кои ќе се дискутира на вечерашниот извршен комитет, се на референдумот да се побара престанок на важноста на овој договор, со кои ќе се постават фундаментите за бугаризација и обезличување на Македонија. До таквиот референдум би се дошло преку собирање на граѓански потписи, а на иницијативата први потпишани ќе бидат раководството на ВМРО-ДПМН. По собирањето на квалификуваните најмалку потребни 100 потписи,
ќе се пристапи кон собирање на 150.000 потписи од граѓаните, при што апелираме власта да не го обструира овој процес. И како гаранција дека уставните измени нема да се случат, остануваат и пратениците на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Денеска во 18 часот ќе има седница на извршниот комитет и околу 20 часот се очекува изјава за медиуми.